Завчера во просториите на Домот на Арама, Општинското основно училиште Маршал Тито од Струмица организираше настан кој беше во рамки на проектот Инклузија на деца со посебни образовни потреби. Настанот беше организиран во соработка со Сдруженијето за асистивна технологија, Отворете ги прозорците, и Детската фондација Песталоци и беше отворен со музичко-сценски настап од најмалата генерација на основци. Директорката Благица Устапетрова, задоволна од целосната организација, истакна колку и зошто е важна инклузијата на децата со посебни образовни потреби, како и спроведувањето на токму ваквите проекти. Значи, оваа вечер се собравме сите заедно преку проектот Инклузија на децата со посебни образовни потреби, во кој е вклучено нашето општинско основно училиште Маршал Тито во Струмица и преку Сдруженијето за асистивна технологија Отворете ги прозорците и Детската фондација Песталоци го организиравме овој настан кој е од хуманитарен карактер. Значи, сите средства ќе бидат наменети за нашите ученици со посебни образовни потреби, да ја збогатиме, значи да го доуредиме нашето катче во нашето училиште со збогатување на асистивна технологија. Со сценарио и режија на професорката Ѓурѓица Костадиновска, учениците беа во улога на актери, изведувајќи представа од познатата лектира на Цепенков, Силијан Штркот. Професорката истакна дека и покрај јазичната бариера со која се соочувале дел од учениците при подготовките, предизвикот бил надминат успешно и задоволни се од целокупната организација, како и од интересот на публиката со оглед на тоа што салата беше полна. Па се подготвувавме околу месец дена, месец и пол речиси. Учествуваат околу 14-15 деца, со тоа што сите нема реплики, некој од нив учествува за да ги збогатат сцените. За реквизитите морам да кажам огромно благодарност до мојот колега Ѓорги Ќосевски и до Зоран Смилков, кои што се погрижија за сцената да изгледа така како што изгледа, односно ги изработија од картони, од најразлични материјали и одлучивме сцената да биде поделена на тој начин што секој интериер ќе представува посебна сцена и на учениците им беше многу полесно да се одвиваат сцените на тој начин. Се соочувавме со предизвици од аспект на тоа дека учениците на почетокот имаа некои проблеми со совладување на текстот, бидејќи не сите ученици кои што учествуваат, македонскиот јазик не им е мајчин и поради таа причина имавме малку проблеми со акцентирањето, но со текот на време мислам дека сето тоа на крајот успешно го реализиравме. Професорката Ѓурѓица Костадиновска, во чија режија и сценарио беше и представата, задоволна од големиот одзив на публиката, истакна дека и покрај јазичната бариера со која се соочувале дел од учениците во текот на подготовките, предизвикот бил надминат и задачата успешно сработена.